Седите, брато, седите. Само дневна политика, само делби и поделби, само пизма и зла крв. Кој кого го затворил, кој кого го кој е предавник, кој е шпион, кој е не знам што. Тоа ли е влада, тоа ли е политика? Говорот на пратеникот Митре Велјановски во собранието е меѓу ретките настапи на политичари во поновата македонска историја, кој своевремено стана хит во јавноста, бидејќи ја отслика тажната реалност за нашата политичка сцена. И со додека одовде се расправаме за некакви малограѓанштини, ние ќе тонеме во живиот песок. Со години, особено во предизборие, наместо аргументирана дебата и надпревар со идеи, политичарите користат други методи во битката за власт. Иницијатива за промени на ваквата пракса ги обедини подмладоците на политичките партии. Со посебна декларација се обврзаа дека заедно ќе работат на зголемување на интегритетот во политиката и ќе бидат пример за партиските сениори. Да видат дека ако ние можеме да се договориме, ако ние може да сработиме нешто заедно, зашто не можат и да сработат нешто. Но како да заживее иницијативата за промени и во самите партии и надвор од нив? Првиот настан на кој на иста маса седнаа подмладоците на 34 политички партии се одржа во Струмица. Тука сме да докажеме за својата способност и спремност за работа и спремност за превземање на поголеми чакори внатре во партиските структури. Дводневниот собир беше прв во серија настани, чија цел е обука на младите политичари за основните начела на одговорно владење. Проект кој го спроведува Институт Охрид, а со поддршка од ИФЕС, преку програмата за поддршка на изборни активности, финансирана од УСАИД. Се одвива одлично, ги продолбочивме нашите знаења пред се за интегритетот во политиката, интегритетот во изборите, во јавните служби. Освен што слушаа предавања од домашни и странски експерти, учесниците работеа и на конкретни задачи, со примери од сферата на политичкиот живот. Јас решив да покажам слика со ракавица за чистење и крпа. Односно, символично тоа да означува дека интегритет, значи политичар со интегритет, значи личност која го зачистува тоа што било останато претходно и го одржува чисто и за понатаму да го остави за наредниот. Иако на стартот помалку резервирани, учесниците од различни партии заедно ги идентификуваа проблемите во македонскиот политички систем, како корупцијата, црните кампањи и поларизираноста на партиите, па бараа механизми за нивно надминување. Ние младите, за разлика од сениорите, можам да кажам дека се почитуваме, имаме добар диалог, добра култура. Не дебатуем, дискутуем, де нормалишќа прв фонд мондоеме че да зидем зидje, не лидиме ката дукури негативите цилати кеми на Бендинтон. Се црпеа искуства и од други земји. What I was encouraged to see today that young people of your political parties actually are prepared to patiently work in political parties to make them more democratic, to make them more inclusive, more oriented towards what the citizens really need. Идејата на обуката е подмладоците да изготват препораки за поголемо младинско представување, но и да се обврзат дека обединето ќе градат фер политичка атмосфера без омраза. И покрај различните идеологии и ставови на партиите, она што ги врзува младите се нивните заеднички проблеми. Очекувам да се сменат некои работи, да има поголем морал, да има повеќе разбирање, младите политичари да можат да дојдат повеќе до израз. Нас најголем проблем ни представува медиумската покриеност, односно не можеме да дојдеме до медиумски пристап како поголемите партии. И тоа се осеќа и во политичкиот живот. Zëri të rive të bëhet më i fuqishëm edhe në vendimarrje, por pse jo edhe të ri të jenë me përqindje më të madhe me pjesëmarrjen në zgjedhjet në këtë vend. Следните меѓупартиски средби беа резервирани за анализи и креирање јавни политики. Овој пат, во поопуштена атмосфера, представниците на партиските подмладоци работеа во помали групи.
Искрено, помеѓу сите нас, значи имаме една кохезија, имаме голема солидарност. За сега се тече во најдобар ред. Задача на работните тимови беше да изготват конкретни препораки за неколку теми. Од борба со корупцијата во изборниот процес до зголемување на влијанието на младите во матичните партии, но и во локалната и централната власт. Моравме да се фокусираме и посветено да работиме за тоа сите да бидат задоволни и сите да ги имаат усогласено ставовите конкретно што ќе ги извадиме од оваа анализа и препораките со кои што веруваме ние како политички помладоци дека ќе се надмине овој проблем со корупција во финансирањето на политичките партии во изборниот процес. Во подготовката на препораките им асистираа и универзитетски професори, како Ненад Марковиќ, според кој ваквите настани мора да станат редовна пракса. Вообичаено се подпиравме до сега на тоа да полиси брифови, односно анализи на јавна политика или кратки анализи на јавна политика, пишуваат think tankoви или дел од академската заедница. Меѓутоа никогаш до сега не било обичај или не сме имале прилика да тоа го прават самите партиски подмладоци, кои не треба да служат само за лепење плакати и трчање во кампања, туку мора да продуцираат и некаков тип на полиси анализи, односно анализи на јавни политики. Неговиот став го делат и самите учесници, кои се свесни дека патот од идеја до реализација на нивните иницијативи нема да е лесен. Mendoj se duhet të jepet mundësi që ta dëshmojmë vetëm se ne jemi një resurs dhe jo një problem dhe shteti si shtet të na shfrytëzon neve me idetë tona dhe me vullnetin ton që kemi për të punu për të mirë. На финалниот политички хакатон, сите работни групи ги презентираа своите препораки и ги обединија во заеднички документ – Декларација за политички интегритет. Овој документ, ова парче хартија е како доказ дека ние сме направиле голема работа. Тоа е еден потфат на политичките подмладоци, на сите политички партии во државата, да работат заедно, да создадат своји верзии, своји документи за јавни политики, кои понатаму ќе ги лобираат и ќе се здружат за заеднички да ги имплементираат. Со декларацијата учесниците се обврзуваат на заеднички конкретни активности за зголемување на интегритетот во политиката, изборите и во јавната служба. Се сложивме дека треба да се почитуваме, не треба да потпаѓаме на политичко влијание, не треба да се служиме со лажни вести и нечисни работи, кои што и овој но изминатиот период се помалку или повеќе одлика во политиката. Со декларацијата партиските подмладоци се договорија и дека заеднички ќе иницираат законски измени за нивна финансиска автономија, но и поголема моќ во делувањето во своите партии. Подмладоците од политичките партии да имат независност во нивните партии, односно буџетот да се распредели од буџетот што се доделува на политичките партии, еден дел од нив, 10% да им припаѓа на подмладокот, со тоа што подмладокот со тоа ќе организира различни активности и различни семинари со тој буџет. Но за овој документ да заживее, пред партиските подмладоци има уште многу работа. Првично, треба да ги убедат сопствените партии. После тоа ќе доаѓа борбата по институциите и со, пред се со сениорските структури во партијата. Бидејќи сега моменталната ситуација ние сме оставени на добрата волја на сениорските структури, дали ќе добиеме некакви финанси или нема да добиеме некакви финанси за некаков проект или настан. Atëherë neve na ngelet pjesa tjetër e punës, cilën duhet ne të ngrisim zërin në partinë tonë, të flasim më shumë për këtë tema dhe të inkuadrojmë më shumë të rinj të cilat janë të interesuar që integritetin e tyre ta kenë edhe në politikë. Ние треба да се стремиме тие работи црни кампањи, антагонизмот кој што постои помеѓу партиите да се намалува и светот на нас останува, ние сме помлади, по-прогресивни, да кажам, од нашите повозрастни партиски колеги и ние го даваме тој нов импулс во македонското општество на зближување помеѓу политичките партии наместо тотална поделба и немање на апсолутно никаква соработка. Иако од различни партии и идеологии, младите политичари најдоа компромис и ги дефинираа заедничките цели за нивното делување
и партиско обединување во име на јавниот интерес. Сепак, се би било залудно, доколку се што научија тука, брзо го заборават, откако ќе дојдат на позиција.